Пратениците Сали Мурати, Фатмир Битиќи, Јованка Тренчевска, Бојан Стојановски, Халил Снопче и Драгана Бојковска најчесто се јавувале за збор во периодот од јули до декември минатата година. Покажува најновиот извештај на Институтот за демократија во рамки на програмата за парламентарна поддршка. Квалитетот на собраниската дебата е подобрен во последните 6 месеци од минатата година. Покажува најновиот извештај, подготвен врз основа на анализирани 1412 индивидуални говори кои се одвивале во рамки на пленарните седници. Сепак, постои простор за значително подобрување на дебатата, особено во делот на аргументирањето во говорите, како и во отвореноста за прифаќање на туѓите аргументи поради поквалитетни аргументи изнесени во расправата. Пратениците се фокусирани на монолози и генерално не употребуваат премногу аргументи во својата дебата, што е за поздравување сепак е дека не толку реферираат на, иако се монолози, не реферираат толку на карактерот на пратеникот, на личноста, што се оние ad hominem, ние што ги нарекуваме личностни аргументи во дебата, што немаат врска со парламентарна дебата, туку повеќе со, да речам, политички театар, и тоа е на некој начин маргинално и намалено, што е позитивна оценка. Жените се помалку представени, речиси, дупло од мажите во дискусиите. Имаме зголемено учество на албанската заедница, представниците на албанската заедница во парламентот споредба со минатиот состав. Пратениците од мнозинството учествувале во 37% од наблюдуваните дискусии, а пратениците од опозицијата учествувале во 63%. Извештајот покажува зголемена интеракција меѓу пратениците споредбено со дискусиите во првата половина од 2025-та, но детектира и слабости во остварувањето на надзорната улога на собранието во однос на застапеноста на прашањата поврзани со ранливите категории.